Добре дојдовте, почитувани, во уште една нова телма амбуланта. Денеска, како и секој ден, ќе им посветиме внимание на здравието и на целокупната здравствена едукација. Темата која денеска ќе обработиме е мощна и актуелна, често присутна, особено на овие балкански простори, според некои истражувања веќе се нарекува, веќе добива и одредени епидемиолошки карактеристики. Ќе зборуваме за машката неплодност. Семето на мажите може да биде погодено од голем број на фактори кои што ја оштетуваат плодноста на сперматозоидите. Дел од причините кои може да предизвикаат машка неплодност се прекумерна тежина, недоволно секс, тести и панталони, вегетаријанска исхрана во одредени случаи, дефицит на антиоксиданти, недоволно фолна киселина и уште голем број на причини кои што можат и тоа како да влијаат за квалитетот на машката плодност или на сперматозоидите. Исто така аерозагадувањето си го чини своето и тоа може да предизвика одредени деформитети, деформации, аномалии и да доведе до машка неплодност. На оваа тема во продолжение во следните 50 на минути ќе зборувам со мојот почитуван доктор Александар Мицковски, специјалист, хирург, уролог од клиничката болница Аџибадем Систина. Добре дојдовте во телма. Добре ве најдов. Со задоволство морам да истакнам, ме прифатив поканата да разговараме на ова во последно време многу актуелна тема. Да, ќе ни објасните зошто станува навистина доста актуелна и зошто е се позачестена машката неплодност не само во македонската популација, туку и пошироко. Машката неплодност, гледано низ бројки, е се почеста и према најновите статистики, секоја шеста двојка, секој шести пар, веќе има проблеми со плодноста и се водат на испитување во IVF инвитро центри. Тоа е голема бројка и е се поголема и поголема. Ова е најнова статистика, во која што мажот како фактор учествува со 50%, од кој што 25% е чисто машки фактор за брачна неплодност, а другите 25% во кој што учествува мажот, учествува паралелно со женскиот фактор. Низ бројки тоа гледано, некои статистички бројки, тоа би изгледало вака: мажот создава нормална бројка во еден ејакулат, во еден примерок на сперма при едно исфрлање, треба да имаме голема бројка, 120 милиони сперматозоиди, од кои што проблемите со плодноста започнуваат кога таа бројка падне, процентот на машка неплодност нагло расте ако таа бројка падне под 20 милиони. Од тие 20 милиони е доволен само еден. Американците викаат еден победува во трката да оплоди јајцеклетката. Меѓутоа таа бројка мора да е многу голема за да еден сепак успее да ја заврши својата работа. Тоа е мала клетка, големина околу 5 микрони и е најмала во човечкото тело. Треба да оплоди јајцеклетката која што е 120 микрони и таа е најголемата клетка во човечкото тело. Преживувањето, малце статистички, на сперматозоидите во женскиот организам изнесува околу 2 дена, значи по внесувањето на сперма по ејакулацијата, живеат околу 2 дена. 48 сати. 48 часа точно. И многу е битен, значи, квалитетот на таа сперма. Прогностички зборувано, фактори кои што се битни и кои што дефинираат плодност на една двојка, секако се квалитетот на спермата, време траењето на незаштитените сексуални односи, да речеме по 4 години траење на незаштитени сексуални односи кои што не резултирале со бременост, процентот на забременување е многу низок. По 1,5% месечно се очекува да забременат од тие двојки, кои што и покрај 4 години незаштитени односи немаат деца. Потоа гинеколошкиот статус, дали има гинеколошки проблем или не, исто е голем фактор кај сопругата, кај партнерката. Потоа
покрај време траењето и квалитетот на спермата и гинеколошкиот статус, голем фактор е и возраста на жената. Например, по 35-тата година за 50% се намалува фертилитетот на жените. После 35-тата? После 35-тата, а нагло паѓа после 40-тата година и изнесува само 5% на она што било пред 30-тата година. Кај жената, значи исто е многу битно, додека кај мажот и покрај возраста, тоа игра улога и возраста, меѓутоа не толку драматична како кај жената. Инаку, за да кажеме дека има проблем со фертилитетот кај една двојка, по дефиниција што значи, да кажеме, инфертилитет или хипофертилитет, намален фертилитет, е кога и покрај незаштитени сексуални односи во време траење од година дена, без употреба, значи на контрацепција, не резултира со бременост. Значи, незаштитени сексуални односи подолги од година дена, кои не резултирале со бременост, треба да една двојка ја одведат на исследувања во правец на намалена плодност или неплодност. Кои се најчестите причини кои доведуваат до одредени нарушување на квалитетот на машката семена течност, која е важна за размножување и за оплодување? Причините за пореметување на квалитетот на сперматозоидите кај мажите се многу бројни. Вака се делат, неколку поделби има, многу полесно е ако ги разделиме на вродени и стекнати. Вродени, мора да ги напоменеме, се многу битни затоа што тешко се лекуваат. Тука спаѓаат генетските, како што е например синдром Клинефелтер, значи тоа се веќе хромозомски абнормалности кои што во покрај останатата клиничка слика во своите карактеристики имаат и азоспермија, односно немаат сперматозоиди. Таков е тој Клинефелтер синдром, таква е например една микроделеција на Y хромозомот на машкиот полов хромозом, значи делеција, значи бришење на дел од хромозомите кои што резултираат со азоспермија. Потоа од тие вродени причини може да кажеме дека некои мажи се раѓаат без тестиси. Значи анорхија се вика состојбата кога се родени без тестиси. Може и тоа? Може и тоа. Почесто, многу почесто е да тие тестиси не се спуштени, меѓутоа имаме и ситуации да ги нема. Што правите тогаш? Е малку надвор од темата, што тогаш се прави субституција заради хормоналната функција на тестисите, се прави субституција со тестостерон, а единствен начин на оплодување кога тие ќе стапат во брак е со донацијска сперма. Од непознат дарител, што е легална процедура во нашава земја. Така. Што е со останатите причини? Од стекнатите причини се помногу бројни и сите имаат различен начин на лекување. Тука спаѓаат повредите на тестис, увртување на тестисот или торзија, кога тој останува без циркулација и мора хитно да се оперира, инаку ја губи својата функција тестисот, може и комплетно да изумре. Што може тоа, од удар? Може од удар, може и спонтано. При некоја физичка активност, тоа е една од ургентните состојби, најургентните во урологијата, бидејќи мора да се оперира во првите 6 часа. Во секој случај при физички контакт се случува тоа? Да. Добро. Потоа може да има инфекции. Например, на самиот тестис многу негативно влијае инфекцијата со вируси на заушки, на паротит. Мора да кажеме, многу е често, тој вирус при самото заболување од заушки може да ги нападне и тестисите, да предизвика може до комплетно отсуство на сперматозоиди и намалување на волуменот на тестисите, значи хипотрофија на тестисите. Тоа доколку се прележат заушки не кај сите, во пубертет. Во пубертет. Да, тоа е најризично. Може било кога, меѓутоа поризично, така се вика тоа мампс орхитис, да се заболи во период кога заболуваат во пубертетна возраст. И тоа не е кај секој? Не е кај сите.
Не. Постои можност. Постои можност, да, постои ризик. Добро. Потоа наведовме исто крипторхизам, неспуштени тестиси. Према најновите протоколи мора да се спуштат за да се зачува многу порано него пред неколку години или пред 10 години. Таа возраст беше кога јас почнав да учам урологија беше до 5-та година, па се намали на 3-та, сега по водичите од Европска уролошка асоциација тестисите мора да бидат спуштени меѓу 1-ва и 2-ра година возраст. Во Америка тоа е уште порано, према водичите на Америчката уролошка асоциација, со навршена 1 година веќе ако тестисите не се спуштени ги оперираат. Значи, колку порано, толку подобар можностите да се зачува добар квалитет на спермата се поголеми. Добро. Потоа мора да ги наведиме и сексуално преносливите инфекции, кои што можат да предизвикуваат истеснување или затварање комплетно на каналите што ги спроведуваат сперматозоидите, затоа во тие рутински испитувања спаѓа и анализа на сексуално преносливи инфекции. Потоа да го наведиме како фактор од овие стекнати и зрачењето, кое што на овие простори во Балканот знаеме од кои причини има се поголемо и зрачење и затоа нагло, убаво кажат и на почетокот, во епидемиски размери расте неплодноста и кај машкиот фактор и кај женскиот фактор. Потоа оперативното отстранување на тестисите, се почесто и карциномот на тестиси, со некои 8450 нови случаи годишно на светско ниво, каде што се вадат покрај тоа што се вади едниот тестис ради карцином, следи многу агресивна со трицитостатици хемотерапија, која што ги уништува сперматозоидите и во другиот тестис. И затоа пред таа операција и пред почетокот на хемотерапија, како рутинска процедура, ние замрзнуваме сперма од пациентот обавезно, како рутинска процедура. Постојат многу други фактори, ги наброја некој тие од околината. Може би тесни панталони, може би прекумерна тежина во одредени случаи. Кога зборуваме за температурата, да ја споменеме и варикоцелата, проширени вени на тестисот, кое што во општата популација се јавува од 10 до 15%, но дека во популацијата со оштетен квалитет на спермата ја има во 30%, значи кај секој трето отприлика наоѓаме проширени вени или варикоцела, кои што заради своето топлотно влијание, тие проширени вени се нели со топла крв, и заради тоа покачување на температурата околу тестисите резултира со пореметен квалитет на спермата. И тоа е еден од факторите што дава најдобри резултати во лекувањето, се лекува оперативно, лапароскопски и овозможува најдобри ефекти во лекувањето. Да ги споменеме и хормоналните причини, значи има многу причини, и хормоналните. Знаеме дека функционирањето на тестисите е контролирано од централно ниво, од хипофизата и хипоталамусот во мозокот. Преку тие релизинг фактори и хормони од предниот дел на хипофизата, делуваат на тестисите и ги контролираат и неговата хормонална функција, меѓутоа и неговата фертилна функција, значи создавањето на сперматозоиди. Било какво пореметување на хипофизата, да речеме тумори на хипофиза, аденоми, например, кои ствараат еден хормон пролактиноми, ги викаме пролактин ствараат, потоа зрачење во предел на мозокот кој би оштетило хипофизата и сите други операции на хипофизата или во тој предел на мозокот која што оштетуваат хипофизата, ја пореметуваат таа централна контрола на создавањето на сперматозоиди и сето тоа може да се диагностицира и лекува. И самите тестиси ствараат хормони, тестостерон, машкиот полохормон, кој што во последно време, и тоа да го споменеме, надворешното администрирање фитнес врхи спортисти и така натаму на тестостерон може негативно да влие и на самите тестиси, меѓутоа и на хипофизата, да ги направи неактивни, помалку да ствараат хормони и тоа да резултира со
лош квалитет на спермата. Значи има многу причини. Кажавме од тие вродени Клинефелтер синдром, микроделеци и да значи доведат дека до еден голем процент да азоспермија или комплетно отсуство, кога не наоѓаме воопшто ни еден сперматозоид, нели рековме треба да ги има 120 милиони, да порасне на инциденцата на овие простори на таа азоспермија до 2% од машката популација, што е многу. Да, споменавте и кога и дека и топлината влие и тоа како за квалитетот на спермата, значи при капење да не се користи врела вода, особено во делот нели на гениталиите, затоа што се на тој начин се убиваат? Па се намалува нивната подвижност, се јавуваат морфолошки деформирани форми, неквалитетни сперматозоиди. Тоа е на тие што моментално се наоѓаат во тестисите или на ново создадените? Па и на тие што се наоѓаат се намалува нивната подвижност, а на ново создадените се пореметува морфологијата, се создаваат деформитети, така. Да. И уште една причина, ќе те прекинам, извини. Значи во тие големи причинители покрај, значи во самиот тестис, покрај тоа што го кажавме, контролата од централно ниво од хипофизата, проблемот може да биде и во одводните канали, значи патот што го проминуваат сперматозоидите од место да нивно создавање во тестисите до нивното исфрлање, може да биде попречен или обструиран од низа причинители, кажавме може од инфекции да се запуши тој канал, може повреди при операција на пример на една многу честа операција на кила, на хернија, во ингвиналниот канал, може да се повреди, да се затвори тој канал. Можни се и некои вродени запушувања на тој канал, дури се опишани и отсуства на тој канал. Така. Пред да го вклучиме... се тие обструктивни пореметувања препрека има во исфрлањето на спермата. Да. Пред да го вклучиме гледачот, важно е да напоменеме исто така дека и пушењето има голема улога во машката неплодност и знае и тоа како да ја поремети природната и правилна структура на машката семена течност. Денеска за машката неплодност зборуваме со доктор Александар Мицковски, специјалист хирург-уролог од клиничката болница Аџибадем Систина. Време е да го вклучиме и првиот гледач за денеска. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да, прашање за докторот за дали лаптопот доколку се користи во скут може да предизвика неплодност. Имаше така по некои интернет медиуми. Дали тоа научно докажано? Станува збор за дете машко од 14 години или децата се такви, често не стануваат, а ги користат во таа положба. Дали тоа е штетно? Да, значи докажано е, да, убаво прашање. Значи, доста практично од секојдневието. Апсолутно. Тоа е докажано. Не е најдено до комплетна неплодност да доведе тоа, меѓутоа влијае со намалена плодност. Намален квалитет на сперматозоидите, нека и сите нормално. Меѓутоа како ризик фактор стои. Покрај лаптопот, мобилен телефон во джеп? Апсолутно. Апсолутно. Докажано е тоа. Сите го правиме тоа, меѓутоа особено со вклучен интернет? Па секоја активност која резултира со зрачење од и активност на тоа на мобилни, на било кој мобилни уреди, како лаптоп, мобилни телефони, таблети, било што. Значи модерниот начин на живење си носи свој ризик. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Повелете, во програма сте. Дали се слушаме? Режија? Добро. Одиме понатаму со следните, можеби, не само причинители, туку и во делот на симптоматологијата се јавува нешто што би не асоцирало дека можеби се соочуваме со одредени проблеми кога станува збор за квалитетот на спермата, или пак сето тоа е доста таинствено, подмукло би може да кажам? Најчесто е така, е доста таинствено. Се открива дури кога една двојка нема да може да
да ја реализира својата фертилност, да не резултира со бременност и покрај незаштитените односи и покрај планирањето на тие односи да се погодат тие плодни денови. Тоа е најчеста причина што ги води на лекар. Меѓутоа, некогаш има и своји симптоми, например, некогаш доминираат симптомите на инфекција, некогаш има оток на тестисите, болки во нив, например, кога таа обструктивна, кога има препрека во елиминацијата на сперма, некогаш може да резултира со болки во тестисите, нивно отекување, зголемување заради обструкцијата, може да има крв во спермата како знак на инфекција, било на простата, било на тестисите. Некогаш кога се во тие симптоми одат, симптом е група на синдром, група на симптоми кои што во кои што учествува и отсуството на сперматозоиди или намалениот број, и според тие придружни аномалии се дефинира кој синдром е. Например, има синдром кој што е од централно потекло, проблемот е на ниво на хипоталамус, се вика така познат еден доста чест Калманов синдром, кој што оди со многу аномалии како мала глава, отсуство на мирис, асиметрија на лицето, дел од тие доста сериозни симптоми е и азоспермија, значи отсуство на сперматозоиди. Добро, одиме со следниот гледач, ќе му посакаме добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Дали ќе сакате да почнете да зборувате, затоа што времето ни е драгоцено? Имаме ли друг гледач на другата линија? Добро. Како и да е, добро е да ги споменеме и не само симптомите, туку и можеби оние останати препреки кои што би можеле да настанат при самиот сексуален однос. Со самиот тој чин, кои се начините кои што би значеле и одредена можеби ризик граница за создавање на неквалитетна семена течност? Споменавте дел од сексуално преносливите болести? Да. Сексуално преносливите болести спаѓаат едни од рутинските диагностички процедури кои што се спроведуваат во диагностицирањето на машката неплодност, спаѓа и диагностицирањето на присуство или отсуство на сексуално преносливи болести, во кои што би ги споменале кламидиалните инфекции, уретрити, простатити од кламидија, микоплазма, уреаплазма, ешерихија коли, значи тие обични, така наречени, неспецифични инфекции со ешерихија коли, кои што можат да резултираат, кажавме, со затварање на каналите кои што ги спроведуваат сперматозоидите. Многу е битно тоа да се диагностицира, постојат и радиолошки методи, значи на кои што се диагностицира нивото каде е тој канал затворен, и потоа со микрохирушка операција, значи операција која што се спроведува под контрола на оперативен микроскоп, тоа место се премостува, значи тие се така наречени спојки или анастомози помеѓу два здрави краја на тој канал кој што стеснетиот дел се премостува. Доктор Мицковски, постои ли одредена годишна возраст која е најризична еве за состојба на секоја возраст си носи своји проблеми. Например, во возрастната група меѓу 15 и 35 многу е најголем проблем и најчест малигном кој што во таа возраст се е карциномот на тестиси, кој што покрај тој ризик што го носи како малигно заболување, носи огромни проблеми и со плодност. Самиот факт што еден тестис се останува, што најчесто после тоа следи хемотерапија, доведува до неплод. Апсолутно.
За карциномот на тестиси, зошто е се поприсутен? Заради зголеменото зрачење на и современиот начин на живот, и заради многу непознати други причини. Значи, етиолошки фактор за карциномот на тестис не се знае, меѓутоа статистички и епидемиолошки е докажан пораст на карциномите на тестиси. Се третира? Се третира мултидисциплинарно, се третира хирушки, следи радио или хемотерапија, зависно од кој тип. Има доста подтипови на карцином на тестис, меѓутоа спаѓаат тие во две големи групи, семиномски и несеминомски, и зависно од кој тип е тој карцином, следи и кој тип на терапија после хирушкото лекување ќе следи. Исхраната може да влијае за машка неплодност? Апсолутно. Или... Значи, квалитетот на спермата бара одредени присуство на одредени антиоксиданси, како на пример витамин Е, ја спомна фолната киселина. Многу во исхраната треба да има одредени протеини, аминокиселини, например N-ацетилцистеин го има, игра огромно влијание на квалитетот на спермата. Цинкот како минерал исто така е потребен. И многу други. Да. Ајде ќе се обидеме уште еднаш да вклучиме некој од гледачите. Пред малку имавме два неуспешни обиди. Одиме со третиот, да видиме трета среќа. Добар ден. Добар ден. Ајде, убав ден, повелете. Голем поздрав до докторот. Благодарам. Повелете, имате прашање? Само да го поздравам од Битола. Ви благодарам. Добре, битолчани се присутни често во Телма амбуланта, посебно е вака која го препознаваат Так. доктор Александар Мицковски. Дали имаме друг гледач? Она што е важно само да го напоменеме при самиот чин на диагноза. Како се врши истата за да Диагнозата потврдите дека станува збореве за неплодност? Испитуваме многу работи. Лекувањето и диагностицирањето започнува со преглед во амбулантата, проследен со ултрасонографски или ехо преглед, ехоколор доплер преглед, кој што се мери волуменот и се гледа составот, значи на самите тестиси, на паренхимот на тестисот. Се гледа дали има проширени вени, варикоцела на тестисот и се планираат следните диагностички процедури, како што се хормоналните анализи, значи лабораториски анализи, микробиолошки, спомнавме анализи, брисеви, значи. Доаѓаат во предвид и кариотипски анализи, тоа го правиме во нашата клиника, односно генетски анализи, затоа што кажавме и тие вродени генетски аномалии земат голем процент од машката неплодност. Потоа спермограмот како најбитен момент во диагностицирањето и планирањето на лекувањето на машката неплодност е тој спермограм. Тој е едно испитување, анализа на спермата во која што добиваме податоци за бројот на сперматозоидите, за степенот на нивната подвижност, прогресивно подвижни, процент на прогресивно подвижни, подвижни во место сперматозоиди и за нивниот морфолошки изглед. Значи има параметри доколку посто треба да има нормална морфологија, доколку колку треба да е нивниот број, колку треба да е нивната концентрација во милилитар, например, ако бројот е 120 милиони, тие треба да имаме концентрација од околу 40 милиони во милилитар, каде што долната граница е 20 милиони, кога веќе се јавуваат проблеми со плодноста, од кои што над 15% треба да бидат со нормална морфологија, со нормален изглед. Над 25% треба да се брзо подвижни. Значи има многу бројки од тој спермограм кои што треба да се анализираат и да се планира што понатаму. Што ако не се доста подвижни? Ако не се доста подвижни, а бројката е добра, се оди со медикаментозен третман на почеток. Ако тоа не успее, а подвижноста е проблем,
се оди на еден метод кој што се вика инсеминација и подразбира директно внесување на сперматозоидите со инјектор во директно внесување во матката. Така, добро. А се добие добра концентрација на добро подвижни сперматозоиди кои што се селектираат и се внесуваат директно во матката. Ајде да видиме, да се обидеме да го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Повелете, дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден. Ајде, повелете. Јас извинувам, поздрав за докторот. Благодарам. Сакам да прашам. Мајка сум на 2-годишно детенце. Син ми се роди со еден неспуштен тестис. Добро. На година и 3 месеци го опериравме. Тестисот беше спуштен, но недоволно. Значи остана во горниот дел на кеса. Добро. Како би можело тоа утре да влијае на плодноста на... Значи, Да. тестисот мора да се спушти. Значи тој е спуштен надворешно, ама во погорниот дел. Ако е во кесето веќе, без Да, разлика во во кој дел, ако е во кесето и пошто рековте на година и 3 месеци, тоа е на време спуштен. Ако е, може да се направи една контрола, да се види ултрасонографски со ехо во кој дел е. Ако е нормално и нормално се развива, например, во споредба со другиот десниот тестис, се мерат димензиите под ехо. Ако тие димензии се добри и на тие контролни прегледи се гледа дека тој напредува и се развива паралелно со другиот тестис, се смета према најновите ставови дека тоа е на време оперирано и дека не би требало да има проблеми и да влијае на плодноста. Да, дали сте уште на линија? Предпоставам дека се исклучивте. Имаме ли друг гледач? Добро. Она што ме интересираше, што од како ќе се утврди дека можеби станува за неплодност која е чишто причини се можеби да бидат од генетски фактор или пак стекнати. Што потоа? Потоа се планира третманот. Значи третманот има ли решение за целата ситуација? Еве и кај вас? Да. Значи секоја година ако некој поле од медицината, посебно од урологијата, брзо се развива и секоја година нуди нови модалитети било на дијагностицирање, било на третман, тоа е машката неплодност и таа андрологија. Значи лекувањето се дели на повеќе категории на лекување. Би ги поделили на нехирушко и хирушко лекување. Нехирушко подразбира лекување со лекови медикаментозно, од кои што едни лекови се неспецифични. Значи, на неспецифичен начин, односно кај сите, доведуваат до подобрување на квалитетот на спермата. Такви се, например, некои антиоксиданти, препарати кои што содржат L-карнитин, N-ацетилцистеин, кои што дали во форма на капсули, прашак, ги има доста на нашиот пазар и со доста добар квалитет, што е за пофалба. И лекувањето со нив го викаме неспецифично, значи општо лекување. Потоа тука спаѓаат и, например, тамоксифен, кломифен, тоа се едни антиестрогени препарати кои што го намалуваат нивото на женски полови хормони, озголемуваат нивото на тестостерон и на хормони од хипофизата, ФСХ, ЛХ и спаѓаат во таа група на неспецифично лекување, медикаментозно со терапија, не хирушко. Во специфичното лекување, односно медикаментозно специфично лекување, она лекување кое што го правиме целно кон одреден проблем, например, кога видиме дека е проблем со од хормонална природа, се субституира со хормони, например, од хипофизата. Не се субституира директно со тестостерон, машкиот полов хормон, затоа што тоа ги инактивира тестисите, туку се оди од централно ниво, од централна стимулација со препарати кои што во себе содржат ФСХ и ЛХ, тие хормони од хипофизата, и од централно ниво доведува до стимулирање на функционирањето на тестисите. Од тоа специфично лекување и лекувањето на инфекциите, значи со одговарачки антибиотици по антибиограм се лекуваат инфекциите. За пофалба е што и добро е што
напреднува и покрај ова нехирушко и хирушкото лекување, кое што во последно време резултира со се поголем и поголем успех. Како оди хирушкото? Хирушкото лекување зависи од дијагнозата. Ако, например, варикоцела, која што кажавме, кај пациенти со оштетен спермограм, ја наоѓаме и до 30%. Лекувањето е се почесто минимално инвазивно, например, лапароскопско. Во нашата болница тие варикоцели ги оперираме од самиот старт веќе лапароскопски. Потоа, спомна и гледачката, ако, например, е дијагностициран крипторхизам, тоа лекување исто хирушко и тоа спаѓа во операции на неплодност. А тоа што, например, ако нема воопшто сперматозоиди, тоа што се прави, така наречената тестикуларна биопсија или ТЕСЕ, со добивање на материјал за замрзнување, односно криопрезервација. Што подразбира тоа, и тука има многу новитети. Тоа подразбира да во кратка анестезија се направи рез на кожата на скротумот и се отворат тестисите од двете страни, се земат неколку парчиња кои што се испраќаат на микроскопска анализа веднаш кај ембриолози, кои што бараат присуство или, не дај Боже, отсуство на сперматозоиди. Ако се најдат, истите тие се замрзнуваат и се употребуваат после за IVF, за инвитро процес. Ново во таа област е што таа метода сега се прави микрохирушки. Што подразбира тоа микрохирушки? Под контрола на оперативен микроскоп со зголемување од 20 до 30 пати и со специјален сет за микрохирургија, инструменти за микрохирургија, се наоѓаат региони или делови или зони од паренхимот на тестисите, каде што се гледа дека има пошироки каналчиња, пошироки тубулини, ги кам, или каналчиња или цевчиња, и тоа што тие се пошироки, назни значи дека очекуваме да најдеме сперматозоиди во нив. Значи веќе тоа е нова метода. Не земаме слепо примероци, тоа го правевме по 3 примероци од горен пол, од среден и долен порано, а сега се отвара тестисот, да кажеме како книга, како тетрадка, и се гледа зони каде што има такви пошироки исполнети, да кажем, каналчиња или цевчиња, и ги земаме таргетирано, циљано тие зони. И тоа доведе на светско ниво до подобрување на резултатите на таа тестикуларна биопсија или ТЕСЕ, кој што беа околу 30% се наоѓа сперматозоиди, тој процент се дуплира. Сега тие резултати се околу 60%. Значи, кај 60% таа биопсија резултира со среќен крај. Значи, на некој начин, кога ќе ги отворите тестисите како книга, која рековте, значи ги ја читате книгата. Ја читаме книгата, ги бараме тие зони и да не биде веќе на слепо, не е таа слепа биопсија веќе, и тоа е голема предност. Со таа микрохирургија се работат и најпрецизни, најкомплексни анастомози, спојки помеѓу делови, се премостувања на делови кои што се запушени од тие одводни канали. Пример, кога кај млад човек ќе се најде обструктивна природа на азоспермија, значи препрека во патот на сперматозоидите, сега имаме можност да таа ја премостиме на ефикасен начин. Или, например, во западниот свет, каде што често како метода за контрола на бременоста, на плодноста, мажите се одлучуваат на подврзување на одводните канали, или вазектомија, тоа многу популарно во Соединетите Американски држави. Многу често кога ради некоја причина се премислат, можна и реверзија на таа вазектомија, го правиме тоа. Значи да местото каде што тие се подврзани се премости, се отстрани, се премости и да се добие нормална пасажа, прооднос на семеводите. Ајде да го слушнеме и прашањето на гледачот кој го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавува тука мајка од детенце, 5 годишно. Моето синче е со посебни потреби, има ЦП. Има? Церебрална парализа. Добро.
и исто имаме спазам, јак спазам. Добро. Од спазамот тестисите се повлекоа, први едниот, па другиот. Добро. Тестис негдека на околу 2 годишна возраст. Моето дете сега има моментално 5 години. Добро. Плюс имаме и епинапади. Добро. Значи, оперативно би било по мое многу тешко, ама ќе го прашам докторот. Дали има некој начин за сами тестисите да се спуштат? А дали е сега потврдено дека тие тестиси се горе во ингвиналните канали, во препонските канали? Да. Значи, Двата тестиса се. Дали може природно да се спушта, предпоставуваме прашањето? Па вака, Да, на 5 години ако не се спуштени природно, не се чека повеќе. Зошто? Затоа што во ингвиналните канали, во тие препонски канали, прво е тесен просторот, не можат да се зголемуваат да растат тестисите, и второ владее повисока температура него што е во кесето, во скротумот, која што температура повисока негативно влијае на квалитетот на спермата, на подвижноста, на бројот на сперматозоиди и на нивната морфологија, тоа е докажано. Затоа во кесето, во скротумот е докажано со термографски студии да владее температура неколку степени пониска од телесната температура, и таа пониска температура е идеална температура за сперматогенезата. Додека кога е во ингвиналниот канал, тие тестиси се баш на телесна температура, која што е неповолна, и заради тоа мора да се спуштат. Природно се чека до втора година најкасно по препораките на Европската уролошка асоциација или по америчката, на година дена веќе мора да се спушта. Значи да резимираме, петта година веќе треба касно, да се реагира. Треба да се реагира хирушки, да. Без разлика на останатите коморбидитети, медицината е напредната, значи во такви случаи како што е детето на гледачката, со добра анестезиолошка припрема не би требало да има проблем. Тоа не е некоја премногу инвазивна операција. Не е пречка тоа што детето е со... Апсолутно. Добро, окей. Одиме натаму, имаме ли друг гледач на линија или да продолжиме со разговорот? Ако имаме, добар ден. Дали се слушаме? Добро, некако многу доснати изгледа телефонски врски. Ама ајде. Ќе одиме еве со прашање кое го добивме на нашата Facebook интернет страница Утринска на Телма. Малку можеби наивно, но предпоставувам доста вака секојдневно прашање. Дали се разликува на изглед плодна и неплодна сперма? По изглед не можеме да кажеме. Значи може да е параметар волуменот, кој што нормално во еден ејакулат е околу 3,5 мл просек. Намалувањето на волуменот може да значи обструкција, може да некогаш комплетно отсуство на некој од каналите кои што ја спроведуваат, може да се роди пациент со отсутни канали што ги спроведуваат сперматозоидите, што е некогаш и двострано, некогаш еднострано. Така да параметар е волуменот. По изгледот на спермата, некогаш како параметар добиваме крв во спермата, хематосперми, има таква состојба која што некогаш укажува на инфекции, али самиот изглед да некој процени каков е квалитетот, не, тоа се диагностицира под големо зголемување под микроскоп, и тоа ембриолози кои што се специјализирани за таа работа, не обични лаборанти. Така. Ајде, имаме сигнал дека имаме гледач, ќе се обидеме да го вклучиме и тоа ќе биде последниот еве за денеска. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Фала ви многу исто и на вас. Имам едно прашање. Ајде. Мојот сопруг е опериран од тие внатрешни тестиси дури на 7-8 години во Германија. Добро. Сега, дали тоа има врска што му е откриено на 30 и нешто години дека има азоспермија? Тоа е едно, и дали има лек за такво нешто? Правено му е биопсија, како што кажавте, на тестисите.
Нема ништо, ми кажа. Слушаме и мало во Да. позадина. Значи, вие немате деца, така? Не, немавме деца, ама направивме инвитро со помош на донатор, само за да станеме заедно, да се основаме семејство. Добро, тоа е препорачливо и добро е тоа што сте го направиле. Значи, еве потврда на тоа што го зборував дека не спуштени тестиси, веројатно тука е фактор тоа што не биле спуштени на касна возраст се спуштиле. Без разлика на која возраст тоа се открие, тие мора да се спуштат, не само заради фертилноста, туку заради тоа што носат поголем ризик од развој на карцином на тестиси, мора да бидат на место каде што можат да се прегледуваат и следат, каде што се лесно достапни за преглед, како што е во ќесето. Меѓутоа, заради тоа температурно влијание и заради самата позиција, тоа резултира, еве некогаш за жал, со трајно оштетување на квалитетот на сперма. Ако тоа... Значи, тоа е причината тоа е за... причина, апсолутно. Дефинитивно? Апсолутно, да. Тоа е касна возраст веќе. Веројатно, ако се мери и волуменот, ако сега дојдат на преглед, се мери волуменот на тие тестиси, сигурно е намален и волуменот на тестисите. Тие состоењето на таа висока позиција во ингвиналниот, во препонскиот канал, тие се намалуваат и волуменски. Кога се спуштат, најчесто се, така ги викаме ние, намалени хипопластични тестиси. Тоа е едно. И второ и внатрешно, значи квалитетот на паренхимот на тие тестиси е променет и тоа се потврдило со сигурно патохистолошка диагноза. Значи покрај на испитување во андролошка амбуланта од IVF оддел, дел од таа сперма при биопсијата се праќа и на хистопатолошка анализа кај патолози. И тие потврдуваат дали има сперматогенеза, создавање на сперматозоиди или воопшто нема. Веројатно кај нив тоа е дефинитивна состојба, е потврдено дека има арест, застој во сперматогенезата и затоа е направено и тоа оплодување со донаторска сперма. Доктор Мицковски, еве само за крај во 2 минути некаде, кој е вашиот совет до машката популација за тоа да не се соочат со одредена машка неплодност и постојат ли добри начини доколку се соочиме со една ваква состојба за третирање во аџибадем цистина? Апсолутно. Што се однесува до машката неплодност, ги имаме сите можности што ги има во светот да тоа се диагностицира и навреме третира. Тука е апелот да при секој проблем што тие ќе го заприметат, да дојдат кај нас и да го почнеме тоа на време. Како што кажав на самиот почеток, и времетраењето на тој неплоден брак е голем фактор. Значи, советуваме да после една година незаштитени односи, ако не резултира тоа со бременност, да се бара причина, да не се чека. Имаме двојки кои што идат, верувајте, после 15 години. Кога веќе што и да било причината отишло далеко. Да. Кога што било лесно на почетокот, сега станува тешко од непознати причини, чекаат 15 години. Кажавме, после 4-та година драстично паѓа можноста на спонтано или било какво асистирано оплодување. Можно е. Постојат сите можности, меѓутоа сите ти имат проценти, не е то 100% успешно, ќе го направиме ова, 100% ќе успее. Сето тоа е во подобро колку порано, како за се во медицината. Инаку, добро е во оваа проблематика што секоја година има ново, како во ова машка неплодност, туку и од тие методи на асистирано IVF, инвитро оплодување, каде што секоја година има напредок и нешто ново, што како клиничка болница и како тим за инвитро премени со уролози, андролог, имаме ендокринолог, андролог, има гинеколози кои што го работат само тоа. Се трудиме сето тоа што го читаме, слушаме во светот, се обучиме и го имплементираме во нашата болница. Да, денеска отворивме една нова тема, еден нов сегмент, една нова можност за медицинска едукација и тоа во делот кога станува збор за машката неплодност. На оваа тема зборувавме со доктор Александар Мицковски, специјалист уролог хирург од клиничката болница Аџибадем Систина. Ми беше многу мило. Исто.
И Со задоволство. одлична тема која ја пласиравме пред нашите гледачи. Благодарам за Благодарам на гостувањето. поканата. Благодарам и на вас, почитувани, што и во изминатие 50 на минути успеавте да ја направите разликата во телевизискиот етер. Не заборавајте, чувајте си го здравието, од особено машката интимност.